Јас ќе зборам за јавните пари и кога се збори за јавните пари, можете да бидете и песимист и оптимист. Песимистите би кажале дека Груевски и неговата банда во последниве години страшно не задолжија. Конкретно во последниве 7 години јавниот долг скоро 3 пати се зголеми, оној јавен долг што го објавува владата, не целосен. Беше 1,5 милијарда на крајот на 2008 година, денеска, тоест на крајот на 2005 година изнесо 4,2 милијарди. Тоа е пораст од 2,7 милијарди или просечно дневно зголемување за 1 милион евра. Уште пострашно од тоа што јавниот долг енормно порасна е што тој порасна за глупости, порасна за непотребни работи, порасна за Скопје 2014, за реклами за против абортус, за вработување на партиски кадри во јавната администрација, за тендери, наместени тендери и слични работи. Но од друга страна можете да бидете оптимист, можете да кажете дека работите може да бидат уште полоши. Например, јавниот долг во Македонија е околу 50% и да не е 50% како што вика владата, најверојатно не е повеќе од 55% од БДП, што споредено со европските земји и со земјите од регионот е сепак ниско. Од земјите во регионот само Бугарија има пониско ниво на јавен долг, сите останати имаат повисоко. Например, Албанија има околу 70%, Србија и Хрватска имаат околу 80%, Словенија исто тука околу 80%. Така што гледано низ таа призма, јавниот долг не е толку висок, состојбата не е толку лоша. Дополнително, ако видите колкави средства од националниот доход се прибираат во буџетот, во нашиот буџет, тоа е околу 30%, значи вкупните владини приходи изнесуваат околу 30% од БДП во Македонија, што е исто така многу пониско од буџетските приходи во земјите во соседството. Од бившите ју републики, сите земји имаат повисоко учество на владата во БДП, и тој изнесува од 40 до 45% од БДП. Значи, ние имаме голем простор за зголемување на даноците, на даночните приходи. Значи, гледано од таа страна, работите не се толку лоши. Меѓутоа, ја мислам дека едните и другите грешат. Не е прашањето да се биде оптимист или песимист, но прашањето да се биде реалист и да се каже конкретно што треба да се прави. И кога се постава тоа прашање, ќе почнам со цитирање на еден филозоф. Минатиот пат кога зборевме со Гошев на една дебата, го цитирав Маркс, за да не добија впечаток дека само Маркс го знам, ќе цитирам еден друг филозоф. Тој е Џорџ Сантајана, кој кажал дека оние кои што не го помнат минатото се осудени да го повторат. Минатото кое што ние не смееме да го заборавиме и не смееме да го повториме е оно кое што го донесе Груевски на власт. Тоа се оние 4 години на претходната влада од 2003 до 2006 година, кога состојбата беше многу слична со состојбата која што имаме денеска. Во економска гледано од низ призма на јавните финанси. Значи во претходните 2 години, во 2001 и 2002 година, владата енормно трошеше, јавниот долг нагло растеше, буџетскиот дефицит изнесуваше околу 5 до 6% од БДП во тие 2 години и после кога дојде новата влада, делумно и под влијание на меѓународниот фактор, тоест на меѓународниот монетарен фонд, реши да примени политика на фискална консолидација, тоест да ги скрати јавните трошења. И на вистина буџетскиот дефицит се намали, меѓутоа тоа имаше негативни економски последици и како што морските бранови го исфрлат на површина ѓубрето, така и тој бран на незадоволство од тие погрешни економски политики го исфрли на површина Груевски. И сега останатото историја, веќе 10 години не можеме да се ослободиме од тоа ѓубре. И значи, што конкретно треба да се работи? Ја имам 5... Фала. Имам 5 предлози за тоа што треба да се прави во наредниот период, тоест по падот на Груевски. Тоа се првата работа што мора да се во поглед на трошењето на јавните пари, мора да се зголемат средствата што се издвојуваат за социјална помош и тие средства подобро да се дизајнираат. Затоа што еден од најголемите, тоест според мене најголемиот економски социјален проблем во оваа држава е сиромаштијата. Веројатно сите добро знаете дека Македонија е рекордер во Европа по сиромаштијата и по екстремната сиромаштија, која што кај нас изнесува веројатно околу 10%, нема точни официјални податоци, и според на релативна сиромаштија која што изнесува околу 30%. И сиромаштијата најдобро се победува со зголемена социјална помош. Значи потребно е конкретно да се воведе мерка на гарантиран минимален приход под семејство или домаќинство, што значи дека државата ќе надополнува на семејствата кои што имаат приходи кои што се пониски од одредено ниво,
ќе им дава пари до висина на тоа ниво. Например, тоа ниво може да биде поставено на линијата на сиромаштијата. Втората работа што треба да се направи е да се зголемат јавните инвестиции во инфраструктура и во јавни добра, вклучувајќи тука пред се здравството и образованието. Тоа не го кажам затоа што Ирена го спомна здравството, туку затоа што и претходно си го мислев. На тој начин ќе се зголеми економскиот раст и ќе се зголеми вработеноста. Невработеност, сите знаеме, е еден од најголемите економски проблеми во оваа држава. Третата работа што треба да се направи е како да се обезбедат овие средства. Средства што се потребни за овие политики. Делумно преку кратење на непродуктивните трошоци, кои што се големи, делумно преку воведување на прогресивно оданочување, со кое посиромашите ќе плаќаат пониски даноци од побогатите. И последната мерка, која што е според мене најтешка, е како да се обезбеди сето ова. Неопходен услов за да може да се оствари сето ова е да има темелна реформа на јавниот сектор во насока на зголемување на неговата транспарентност и професионализација. А тоа може да се постигне со тоа што ќе се воведат строги правила и целосна транспарентност на јавните трошоци. Ви благодарам.